и останатите коалициони партнери на Социјалдемократскиот сојуз во поранешната влада, како што е Демократската унија за интеграција, велеа дека доцнеме со мерките, дека тие мерки не биле доволни и така натаму, но според Меѓународниот монетарен фонд, податок објавен на 15 април, односно тоа е пред неколку дена, 4 дена, можете да забележите дека ние како држава сме на третото место според мерките кои што сме ги применили како процент од бруто домашниот производ во евро. Енергетика утре да донесе нова корекција на цените и тоа и бензините и дизел горивото да поевтинат отприлика за денар и половина. Истовремено би сакал да кажам дека останува во сила она мерка која што ја договоривме дека со ОКТА, а тоа е да имаме попуст до крајот на април месец, односно до крајот на овој месец, на бензините од 2 денара по литар, а за дизел горивото да биде 3 денари по литар. Кои се цените на горивата во регионот? Во Македонија тие се движат од 1,27 до 1,31 евроцент за литар. Кога се заинтересирани да учествуваат на овие избори, од оние според Радев и луѓето околу него повеќе од 200.000, очекував излезеноста да биде малку поголема, но истовремено очекувам дека граѓаните во Бугарија, кои што гласаат во Бугарија, ќе изберат премиер, односно председател на владата, кој што ќе биде јасно проевропски ориентиран, добрососедски ориентиран и наместо билатералните прашања ќе се посвети на вистинските темелни европски вредности дефинирани од Аденауер, Шуман и Де Гаспери многу одамна и како земја членка во Европската унија ќе биде вистински промотор на копенхагенските критериуми, а не на билатерални спорови кои што треба сега да дадат одговор на прашања кои што се од средниот век. Тоа е поднесено до обвинителството. Може би ќе треба прашањето да го упатите до обвинителството. Јас не би сакал со моја изјава по ниту една основа да влијам врз одлуката на обвинителството, а визави кривичната пријава која што ја поднесе СДСМ, а што се однесува до некакви си компании кои што треба да го следат раководството на СДСМ, мислам дека таков тип на однесување и потреба од наша страна апсолутно не постои, ниту пак тоа е дел од мојот карактер, ниту пак имам некаква намера да се занимавам со такви естрадни политики. И истинските нешта се безкомпромисна борба против криминалот и корупцијата и напорна работа за подобра иднина на македонските граѓани.